Началници, полицајци и инспектори кои се е на платниот список на криминалните групи па ги провалува акциите пред специјалците или интервентните тимови на МВР да настапат на терен. Во изминатиот период како да нема поголема акција на полицијата, а претходно да не е издадена. Па така и последната врзана за случајот во Александар Палас не го даде посакуваниот резултат. На 24 часа пред акцијата главните босови на криминалните групи Грчец и Дукјанџик ја напуштија државата и заминаа за Шпанија, Косово и Србија. Некои од нив се уште не се вратени. Сомнежот за шпионите и јатаците на криминалните групи сместени во МВР вчера го потврди и министерот Наке Чулев. Дел од раководниот менеджмент на Министерството за внатрешни работи ангажирано криминалистичката полиција е директно во спрега со криминалните структури. При тоа постојат неофицијални информации дека постои тарифа за држање кривични пријави во ФИОКа, за уништување на средствата за извршување на кривично дело или за оквалификување на потешки кривични дела во полесни кривични дела. Ова го наметнува прашањето што работела внатрешната контрола изминатиот период, за да ги отстрани картовите во редовите на Министерството. Ако се анализира извештајот на внатрешна објавен на сајтот на МВР, во првите 9 месеци забележено е дека воопшто и да нема откривачка функција на кривични дела кај своите припадници, па така се поднесени само 5 кривични пријави до основното јавно обвинителство. Со измените на Законот за јавното обвинителство и Законот за судови се формира и посебни оделенија кои ќе ги гонат полициските службеници кои ќе сторат кривични дела, а дотаму внатрешна контрола испратила само 2 известувања за повреда на работниот однос, кои се отфрлени од страна на обвинителот. Чулев вчера предупреди дека како разузнавач има сознанија и за мотивите на пасивно однесување на полициските службеници кои со непревземање на дејствија дозволуваат да се случат кривични дела како и нивна поврзаност со политичката корупција. Причините за затајување на Министерството за внатрешни работи ги лоцирам на неколку пункта. Имено, најбитно е што постои системска неволност кај дел од структурите на власта за расчистување со криминалните структури во Република Македонија. Од причина што дел од тие криминални структури беа директно надоврзани на поединци од власта и ги логистицира во предизборниот, меѓутоа и во постизборниот период, а да не кажам беа некои вклучени во одредени коруптивни сделки со нив. Сознанијата што ги изнесе Чулев беа причина да реагира неговата заменичка во МВР Славјанка Петровска, која преку соопштение порача дека сомнежите за евентуална поврзаност со криминални структури Чулев да ги пријавил во јавното обвинителство, а не во интервјуа. Таа се пофали дека во време на владењето на СДСМ намален бил криминалитетот, разбојништвата, убиствата, жртвите од сообраќајни незгоди. Петровска не напиша ништо за акциите во Грчец и Арачиново, по вооружената престрелка во Палас, ниту зошто по големата акција во селата кои се поврзани со големите наркодилери. Од 32 приведени само еден беше изведен пред судија на претходна постапка. И зошто до ден денес не се дозна што се случи со останатите приведени од Арачиново и Грчец.